Представници на институциите, почитувани сограѓани и гости. Денес одбележуваме точно 75 години од една тишина што се уште зборува. Зборува и гласно отекнува во нашата колективна меморија. Имињата на Борис Белев, Ѓорги Јармов, Ѓорги Косторанов, Мирко Пецев и Стево Топчев ги носиме во трајно сеќавање затоа што совеста на еден град не дозволува да бидат заборавени. За 7,5 децении многу генерации се родија, порасна и го изградија својот живот. Но времето не успеа да ги избреше сеќавањата и болката што овој настан ги остави низ струмичките улици. Напротив, со секоја измината година се потврдува дека споменот за нив останува жив, затоа што не почива само на историски записи, туку и во свеста на граѓаните кои од генерација на генерација ја пренесуваат трагедијата. Затоа денес сме овде, како и секоја година претходно, да им се поклониме на младоста што им беше прекината, да им оддадеме почит на луѓето чии животи завршија прерано и да покажеме дека Струмица знае да памети. Зашто град кој заборава го губи сопствениот идентитет, а град кој се сеќава покажува достоинство. Ми представува чест што во новиот урбан дел на Струмица, улицата која ги граниче урбаните блокови 41/7, предвиден со објекти за домување, и блокот 41/2 ќе го носи името 5 струмички студенти. Нашиот мал градски парк, кој го носи името 5 струмички студенти, е дел од просторот на нашиот град кој го чува споменот на 5 млади струмичани. Оваа година, во чест на 75 годишнината од нивното погубување, поставени се и обележи и табли со кои оваа место се означува и ќе потсетува на нивната приказна. Автентично на место каде живееле и се надевеле и заговарале дека Македонија ќе биде независна. Со тоа споменот не останува само во историските записи и во нашите сеќавања, туку станува дел од просторот во кој ќе живееме и ќе го наследат идните генерации. Историјата не може да ја промениме, но можеме да направиме само едно нешто: да не дозволиме да биде заборавена, зашто заборавот е второ губење на оние што веќе еднаш ги изгубиле своите животи. Денес, кога живееме во време во кое слободата, демократијата и човековите права се темелни вредности кон кои се стремиме, имаме уште поголема обврска да се сеќаваме на сите трагедии што не учат колку е драгоцен човечкиот живот и колку е важна правдата. Моето денешно обраќање ќе го завршам со порака со која завршува еден наш уметнички проект. Никогаш повеќе да не се повтори за идеја да се убива и за мисла да се умира. Нека им е вечна слава и вечен спомен.